Паднаа јапонските цреши на Максим Горки во центар. Град Скопје се правда дека црешите биле исушени, па заради безбедноста на минувачите морале да се исечат. А зошто се дозволило да се исушат? Повторно градот се правда. Виновни биле компаниите кои ги чистат објектите. Наводно тие ги исушиле јапонските дрва. Граѓаните пак гневни на ваквиот чин велат дека одговорноста треба да се бара кај надлежните за нивно одржување и порачуваат дека ова што се случува е срамно и неприфатливо. Ми пречи, меѓутоа ако се исушени, тоа прашајте ги тие што треба да ги одржуваат црешите. Ми пречи беа украсно улицата. Не ми пречи суи бе. Како не бе душе бе, види срамота. Како по правило, градот се правда колку пари потрошиле за компаниите одговорни за хигиената, нагласувајќи дека им апелирал да не ги истураат хемикалиите во браздите на дрвјата. Ама, наводно заради нивната непослушност, дрвјата добиле габични заболувања. Сакаме да нагласиме дека дрвјата беа целосно исушени поради габични заболувања и без можност да бидат спасени. Дрвјата во состојбата во која што се наоѓа, некои беа и веќе паднати, представуваа опасност по безбедноста на минувачите на овој фреквентен потек, како и по безбедноста на имотот на граѓаните. Сега град Скопје ги теши граѓаните. Ке почнеле со засадување на нови цреши. Следната недела 18 на број. Со тоа ќе се обновел овој дрворед, што го краси центарот. Ке си стојат ли на збор, ке видиме следната недела. Реагираше и поранешниот прв човек на Соросовата фондација Институт Отворено општество Владимир Милчин. Дрвата пролетоска не беа исушени, туку расцутеа. Вишновата градина од Чехов завршува со сечење на вишните, кои му пречат на новопечениот богаташ Лопахин, претходник на Азманов и сличните нему. Црешите паднаа, монструмот на настал се крена, затоа не верувам дека црешите биле болни и дека ќе насаделе нови, колку грд ден, варвари од Максим Горки на улица Максим Горки и насекаде околу нас. Предходно, град Скопје ги сече дрвјата во Карпос 4 со истото образложение, дека представуваат потенцијална опасност за минувачите.